Здраво на сите, добро дојдовте во уште една епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Јорги, а со мене денеска, освен Димитар кој ни се вклучува повторно од Битола, е и професорот од политички студии на правниот факултет Ненад Марковиќ. Добро дојдовте, професор. Добро ја најдов. Дали се слушаме убаво, само да потврдам? Да, кај мене сега добро се слушаме. Одлично. Да, па уште на самиот почеток, кога почнувавме со подкастот пред веќе неколку месеци, ве имавме планирано и баш сега се погоди тоа да биде токму пост избори. И од тука ви го започнал разговорот со прашање токму за изборите и изборните резултати со акцент на очекувањата и исходот кој што сега го имаме после скоро па недела дена од самото одржување на изборите. Она што може веднаш да се увиди е дека има премногу варијабли и премногу отворени опции во овој момент со изборните резултати, иако тие не се разликува нешто драматично од она што истражувачите на јавно мислење во Македонија предвидоа. Реалноста е таа дека овој пат добро си ја заврши работа, она што го предвидоа во анкетите, јас барем 3-4 анкети погледнато од различни извори, излегуваат точни дека ќе биде исклучително тесна, дека ќе биде благо во корист на социјалдемократите и дека кај албанците има мало водство дуис, дека можноста левица да влезе во парламент исто така отворена. Се од ова се оствари практично. Така да некако мене ми се врати довербата и мислам и на општата јавност во испитувачите на мислење дека добро си ја завршуваат работата, иако нели имаше некои опречни резултати кои повторно беа во маргиналната грешка и пак не може да се каже дека тие луѓе кои можеби дале блага предност на ВМРО промашиле. Тоа е сепак во таа статистичка маргинална грешка кога е многу тешко да се пресмета кој практично ќе ги добие изборите. И сега со самиот чин на избори ништо не беше завршено, со обзир дека имаме една комплетно отворена ситуација за формирање на постизборни коалиции, растурање на постоечките потенцијално со неколку пратеника од вамо од тамо и тоа се повеќе циркулира како шпекулација во јавноста и нешто што во принцип укажа на тоа дека излезноста во македонските средини, посебно во петка и шеска, била многу слаба. Со зголемувањето на бројот на албанските пратеници од 20 на 30 практично кажуваат дека посебно во петка и шеска изборните единици постои голема политичка апатија кај македонците која ќе треба допрва да се скенира, да се анализира, иако јас причините можам да ги насетам. Сега тргаме од една предпоставка дека всушност мора да подсетиме на една работа, дека изборите не ги добива тој што ќе освои најмногу гласови, ќе ги добие тој што ќе направи коалиција, како што беше и на минатите избори. Јас сум бил поборник секогаш на слободно коалицирање, на никакви мајски договори кои однапред кажуваат кој со кого треба да коалицира, иако секако мислам дека треба волјата на двете најголеми етнички групи во државата да биде соодветно репрезентирана, доколку нормално самиот процес бил фер и коректен. Во овој случај немаше некакви големи сомнежи за изборниот процес, кон тоа допринеси короната, луѓето да бидат многу внимателни, да целиот процес се одвива малце побавно, малце попредпазливо, и за таков процес имавме изузетно висока, по мене исклучително висока излезност. Скоро 51% излезност во такви ситуации. Јас искрено пред можеби месец-два лицитирав до максимум 40%, ова ме изненади. И тоа да не заборавиме дека ова е на непречистен избирачки список, каде што веројатно нема шанси да имаме 1.800.000-900.000 луѓе кои треба да гласаат во оваа држава. Тоа е нереален избирачки список, проблем кој се влече со години наназад, проблем кој хитно треба да се реши и на таков непречистен избирачки список, скоро 51% при цифра, има психолошка граница која треба да се помине кај парламентарните, бидејќи они немаат прак. Туку да смета дека никоја наредна влада би била ли. Сега останува отворено прашањето која е таа наредна влада, од кого се состои, бидејќи моментално апсолутно сите опции се во игра. Постои некакво, да решам, како да го наречам, блефирање сега во овој постизборен период, кој е побитен, чии гласови се поважни, кој повеќе чини на политичката сцена, меѓутоа јас мислам дека нема да се случи ништо драматично надвор од она што е очекувано, што е доста храбро да се шпекулира во овој момент, но тоа е сепак денеска се бавиме како и во многу други прилики со политичка метеорологија, она знае да биде неблагодарна, затоа што во принцип знае многу често да даде тој постизборен процес изненадувачки резултати, така да во принцип сега останува да соочиме практично во оваа наша дискусија два фактора.
Едниот е политичката прагма, кој може врз основа на оваа политичка прагма како критериум да се приближи со друг, кои пријателства стари може да се реактивираат или да се активираат. И другото е некаква идеолошка компатибилност, каде ситуацијата веќе многу се усложнува кога ќе го земеме ова во предвид. Кој со кого би можел да коалицира и кој кого би можел да трпи во коалиција. Ако е за политичка прагма, не е невозможна и коалицијата ВМРО-ДУИ. Таа беше долго време активна, таа беше долго време реалност од 2008 до 2016 практично. Тоа се стари познаници кои ако се работи за некаков заеднички интерес функционираат одлично во коалицијата. Меѓутоа нивната моментална идеолошка некомпатибилност и комплетна насоченост кон различни процеси во општеството ќе ги оневозможи. Левица јасно стави до знаење и незиниот лидер дека коалицирање нема со никого во оваа ситуација поради специфичните идеолошки ставови кои левица ги негува, и тоа е апсолутно нивно право. Пресметуваат дека во овој момент е подобро да останат парламентарна партија отколку во влада, како во некој нареден состав парламентарен би обезбедиле можеби и повеќе пратеници. Тоа е коректно, тоа беше најавено, тоа е процена на водството на левица, иако тие два пратеника би можело практично секоја влада да ја формираат во овој момент, имаат прилично висока цена во таа смисла. И он се додело во оваа смисла и мислам дека дури ни коалиција со ВМРО не во овој момент не им е блиска, колку што гледам по нивните изјави. Ако некаде се приклонат, ќе се приклонат таму. Коалиција со СДСМ е апсолутно невозможна во овој момент. Од трета страна, СДСМ и ДУИ останува да видиме во овој постизборен период дали навистина се скара или тоа беше една чисто инструментална дебата колку да се регрутира во двата кампуса што повеќе гласови. Ако они брзо се договорат за нова влада која би била можеби составена од СДСМ, ДУИ и ДП, евентуално им тачи да влезе како трет партнер во целата оваа ситуација, тогаш релативно би можело да се каже дека брзо ги надминале разликите. Тоа ќе го знаеме по Илинден очигледно. Не сум воопшто радосен што малце ноншалантно се свати формирањето на владава. Бројкиве дневни во ковид кризата и економските индикатори воопшто не оставаат простор за ноншалантност, не оставаат простор за несериозност и по мене најпогубно сценарио би било апропо сите овие и финансиски издатоци кои некои државата и се спремаат и евентуално не знам од набавување на вино до справување со економски последици до не оставаат простор да ние ноншалантно и лежерно се суваме како што тоа го прават сега сите политички партии, сите како да им олесне да си отидоа по одмор, сите како да заминаа некако незаинтересирано, или можеби тоа само една привремена стратегија да покажат дека не се толку нервозни колку што не им се брзат толку колку што другите партнери би мислеле, малку она што се вели plain cool веројатно стратегија. Нас ни треба брза влада, ни треба влада која ќе организира сите погоре споменати процеси. Родител сум исклучително загрижен што ќе биде со децата од школска возраст, бидејќи и двете деца милат во школа, дали тоа ќе биде комбинирана настава. Министерството за образование ќе има многу работа, а на 15 август е доцна да се спремаме. 15 август е веќе предоцна да било што разговараме ние како ќе биде организирана новата година, а по сите индикатори нас ладно ќе не фати 15 август за припрема. Најпогубно сценарио би биле повторни избори. Значи најпогубно сценарио. Ја мислам дека луѓето ќе паднат во уште поголема политичка апатија, дека ќе добиеме уште помала излезност и воопшто нема да биде важно дали ВМРО, СДС, ДУИ колку претеника ќе зема. Тогаш ќе имаме уште послаба излезност, можеби уште поблиски резултати или ќе има два пратеника за овој за оној помалку повеќе и во принцип не гледам што би добиле. Јас сакам навистина колку да е оваа влада со тенко мнозинство формирана, колку да биде нестабилна, каква год да биде, од кого да биде составена, сакам да истера 4 цели години. Ова е малку утопистички од перспектива на резултатите кои ги имаме, мислам дека нема да се случи. Јас лично и како граѓанин, и како аналитичар, и како професор сум заморен веќе да секоја година имаме парламентарни избори, да имаме константно предвремени, да не можеме да истераме ниту еден цел мандат. Последниот мандат на СДС и ДУИ на нивната коалиција беше 2,5 години одвај. За тие 2,5 години се отворија доста процеси, се отворија доста внатрешни и надворешни линии на различни политики, меѓутоа мислам дека народот е веќе заморен. Некој вика да имаме со локалните кои следат следната година повторно парламентарни, ја мислам дека тоа е навистина ужасна идеја. Може самите локални малце да зголемат, да се хранат парламентарните со локалните
излезноста да си ја хранат едни со други, некој ќе излезе заради локалните, некој за парламентарните, па ќе се дојде до некоја пристојна излезност, ама ја навистина во вакви блиски, во вака блиска ситуација со рейтинзи, со поддршка, не гледам што тоа драматично би променило, осим што би можеби би предизвикало, ќе видиме зависно од условите како ќе се развива ковид кризата, можеби таа брзо ќе се реши, можеби не. Би предвидел само полошо по мене. Во таа смисла, јас сум за повторни избори, барем 2-3 години нека функционира оваа влада, ако е тоа возможно, ќе видиме, можеби ќе се формира широка коалиција, можеби ВМРО ќе му позајми на СДСМ само неколку пратеника за да формира влада и тоа е опција, очигледно дека таа опција не е затворена во потполност, со цел да се избегнат уцените на Дуј од друга страна веќе покажува одредени линии на попуштање. Во однос на тоа, ајде не мора да имаме премиера, ама сакаме Народна банка, сакаме Министерство за финансии, сакаме Генералштаб и така натаму, нешто што дел од желбите веројатно ќе мора да им бидат исполнети ако Заев сака да биде мандатар и сака да ги земе во таа коалиција. Надвор од тоа се покажа дека има благо разочарување апатија кај луѓето, падот на гласовите и заради корона кризата, мислам дека малку се препотенцира аргументот на разочараност кај луѓето, таа постои, апатија постои, поларизација на општеството постои, меѓутоа корона кризата си го направи своето во однос на излезноста која барем е 10% помала, 15% од она што можеби ќе беше во некои регуларни ситуации. Резултатите се такви какви што се, останува да видиме овој процес по Илинден како ќе се одвива. Мислам дека сите заслужуваме помалце одмор. И оние кои анализираат, и оние кои учат за политиката, и оние кои проведуваат, кои се кои да формираат некакви влада, меѓутоа не мислам дека тоа треба многу долго да се опуштиме. Сите овие процеси кои ги набравав мора да се структурираат некаде средина на август, почеток на септември би било идеално. И со таа цел мислам дека ќе се пристапи брзо по Илинден на формирање на влада, до тогаш нека функционираат институциите онака како што функционира и претходно под техничката влада, се навикнаа да функционираат во некакво политичко лимбо, ако ништо друго истренирани се сега институциите, па се надеваме дека ќе продолжат со функционирање редовно до формирањето на нека нова влада. Да, професоре, претходно го споменавте изборниот процес и неговиот легитимитет, односно кредибилитет, и ме интересира ваш став о легитимитетот на изборите во смисла на после изборите и објавување на резултатите. Знаеме дека изборната комисија, Државната изборна комисија доживеа тежок фейл со паѓањето или хакирањето на страната и после неколку дена по изборите најаш излегоа околу 1400 нови гласачи. Па ме интересира дали таквиот начин на справување на Државната изборна комисија постизборниот, постгласачкиот дел, дали дава некаков удар, да речам, кон легитимноста на изборите? Дава удар повеќе кон видливост, кон легитимноста. Гласовите се тие. Записниците се тие подпишани од сите партии. Може 10 пати да ги соберете гласовите, така. Во таа смисла нема каде да се бега од изборниот резултат. Ви имате нормално. Може да се жалите до ДИК, до управен суд и така натаму, што Левица, Алијанса на албанците и така натаму го најавија како можност. И тоа е се дел од еден легитимен постизборен политички процес, односно правен веќе процес, тоа веќе не е политички процес. Меѓутоа, и да собирате рачно, и да собирате со абакус, и да собирате со калкулатор, и да собирате резултатот е тој. Проблемот е што се фрла секогаш дамка и се остава за шпекулација кога видливоста и парентноста кон луѓето, која требаше нормално да биде инструментализирана преку нивниот вебсайт, не се сработи како што требаше, што можеби не е вина на ДИК. Никој не очекуваше ваков масивен хакерски напад. Јас искрено чекам нашите и разузнавачки структури и Министерството за внатрешни одделот за сајбер криминал да се произнесат по прашањето од каде биле тие напади. Зошто се случи да нема да го знаеме. Тоа беше дел од една поголема операција на глобално ниво веројатно. Меѓутоа оди во насока на оно што се вика politics of disgust. Еви начинот на кој ти, Димитар, го формулираш прашањето покажува можеби едно гадење од политичкиот процес, и тоа е суштина она што дел од глобалните центри на мој го имаат како легитимна стратегија. Не можат да го извитоперат политичкиот процес, не можат да го делегитимираат, но можат да им направат на луѓето да им се згади од него и да се сомневаат во него. Јас во принцип не мислам дека ДИК има некаков проблем со легитимноста на резултатите. Имаше проблем со транспарентноста
и видливоста, што е многу важна во изборната вечер за да нема вакви прашања и вакви сомнежи. Дали ДИК можеше поинаку? Дали ДИК има доволно капацитети, софтверски, во смисол на луѓе да се одбрани од вакви напади? Се сомневам. Мислам дека многу поголеми организации на вакви организирани напади, колку што знам биле ангажирани околу 3 милиони IP адреси да се направи нападот, коштало некаде повеќе 3 милиони евра целата операција на глобално ниво, не оваа само кон ДИК, него на глобално ниво на потоа што се случи. Ова беше веројатно дел од целата таа целата таа мешаница. Во таа смисла не мислам дека може ДИК, Државната изборна комисија да се справи, мислам дека нема доволно капацитети и не можеше практично ништо да направи. Сега дали тоа фрла дамка врз изборниот процес? Па, знаете како, секој што нема да стане дел од владината коалиција, можеби ќе биде на некој начин губитник на избори, секогаш ќе го тврди тоа. По принцип се даде добар основ такво нешто да се тврди. Иако сите партии имаат во избирачките одбори, посебно поголемите имаат своји представници, гледаат, јас сум бил дел од избирачки одбор, знам како оди процесот. Мислам, многу е тешко да се лажираат резултати, многу е, осим ако нема нели физички закани, оружје, да те натераат да молчиш со сила. Мене, фала Богу, такво нешто не ми се случувало, нити на местата на кои сум гласал, нити на местата во кои сум бил во избирачки одбор. Сите ги пребројуваат јавно резултатите, секој ливче се крева, се покажува, се брои по два пати, се гледа дали се слагаат сериските броеви, тие записници се доста сложени, базирани се на едноставни математички операции, но се направени така да обезбедат комплетна легитимност. Сега како ги собирате и што понатака и колку време ви треба, тоа веќе фрла друга сенка на целата ситуација. Не мислам ја дека се резултатите на Државната изборна комисија неточни, мислам само има несреќа да им се случи нешто што никој не можеше да го предвиди, зашто самата Државна изборна комисија веројатно најмалку ви. Така да, ја мислам ако не можат Твитер и Фейсбук налозите на многу поголеми бизнисмени, корпорации да се одбранат од вакви напади, што останува за Државната изборна комисија на Северна Македонија. Така мислам прилично е несериозно да тврдим дека таква институција би имала таков IT капацитет да може да се одбрани од таков напад. Се нормално тоа се експлоатира, тоа е специјален вид на хибридна закана, современ вид на хибридна закана и у принцип постигнува својот ефект. Многу луѓе се сакаат да шпекулираат, ние сме малку склони кон теорија на заговор, зошто паднал сајтот на ДИК, они местеле резултати, не е така едноставно да се наместат резултати. Значи ви тврдам дека не е така едноставно. А меѓутоа, знаете како? Тоа ви е во принцип во политиката и не се важни фактите, важни се перцепциите. И тоа е што не јас на моите политолози стално им го кажувам. Знаете, никој нема начин да провери дали нас ако не вакцинираат од ковид ќе не чипираат. Ама луѓето сакаат да веруваат дека сте толку важни дека некој сака да ги чипира, така? И што е важно, што е вистината кога луѓето имаат некаква перцепција за тоа дека ете, они се битни дека некој таму размислува за нивните индивидуални судби. Практично се веќе доволно чипирани да не мора никој ништо воопшто да бара за нив. Ако Google знае све што бараш и ги кастомизира рекламите во однос на тоа што пребаруваш, тогаш ти си веќе на некој начин иследен и чипиран и приватноста ти е нарушена во голема мера. Така да воопшто не се занесувам дека живееме во некое време во кое можеш нешто особено да се заштитиш. Можеш евентуално да припазиш да не ти работи кај некои непријатни приватни ситуации, тоа е се што можеш да се заштитиш. Ама луѓето сакаат да веруваат во такви работи, така да јас сум сигурен дека ќе се мелат приказни понатаму како изборите се наместени, како тоа бил хакерски напад за да победи овој, за да победи оној, за да формира влада. Тоа се во принцип, тоа е губење време на непотребни заморни дискусии, меѓутоа што велат луѓето се луѓе и ќе си веруваат во она што сакаат. Да, ова ме потсетува кај што вие спомнавте, професоре, на еден од вашите предавања, мислам политичка митологија, кај што спомнавте, баш зборевте за теориите на заговори, кога рековте дека не треба да бидат вистините, туку треба да they need to be believable. Да звучат реално. Да бидат вероја, да бидат само уверливи. Не мора да бидат воопшто вистините. Да. Тоа е прво правило. Да, од тука би сакал политичка култура е еден од предметите кој што стварно мене уште прва година ми остави доста голем впечаток. Па бидејќи вие го предавате, мислам дека имате доста големо познавање на таа тема, би сакал да го продолжиме разговорот таму, бидејќи не знам, политичка култура е една од
важните работи кога стана збор за избори. Каква ни е политичката култура во државата, на Балканот, во светот. Од тука би почнал со ваше некое објаснување што представува политичката култура и каква е таа кај нас моментално. Добро, тоа е доста широка тема, треба да го стесниме фокусот за да можеме да разговараме на темата. Политичка култура е на огромно поле кој опфаќа секакви поведенија групни на луѓето, особено на етнички групи кај нас. Некако таа секогаш се етнифицира или се посматра низ таа етничка призма на различни групи кои различно се однесуваат, имаат различни. Тука може многу лесно да се вбројат и меѓуетнички стереотипи, меѓуетнички дистанци, меѓуетнички перцепции на различни групи, тоа е дел од политичката култура. И нормално секако не класичен сет на индикатори кои се користат, например, во European Value Survey, во World Value Survey, кои Ингелхарт доста успешно ги промовира на глобално ниво. Но има и други алтернативни модели кои може да ги употребите и нормално можете да размислувате малку и надвор од рамката, во поширока смисла на политичка култура, во смисло на некакво политичко размислување, перцепции и поведение на населението на одредено подрачје, на одредена територија, во одредена држава и така натаму. Таа смисла она што мене ми паѓа прво на памет кога ќе разговараме каква ни е политичката култура, јас мислам дека она што доживува кулминација и што е можеби различно од 90-тите и 2000-тите, дури и покрај тоа што 2001 имавме етнички конфликт, нели имавме некаков спиловер од Косово и така натаму во Македонија, искрено ми доаѓа да кажам дека е многу поларизирана. Мислам дека веќе не можеме, Ѓорги, да зборуваме за политичка култура. Можеме за различни модели на политички култури во Македонија да зборуваме, дури во рамките на македонскиот македонскиот народ, условно да кажем, така, етничката македонци. Мислам тоа дека јас овде веќе комплетно спротивствувам во многу нешто неверливи, како да кажам, матрици на однесување политичко, кои не гледам да ни во брзо време ќе се тоа изборите го покажа, да поврземе со претходното прашање, дека има во моментов има две Македонии. Таа етимологија настана оригинално во Србија, таму се зборуваше за две Србии кои се непомирливи. Последните избори покажа дека таму има само една Србија и некоја многу мала опозиција, дека не знам колку е таа теза точно, но во Македонија се покажува дека има два еднакво големи кампуса. И нормално тука е интервентниот фактор, ако можам така да го наречам без тоа да звучи потценувачки, на етничките албанци кои се репрезентирани преку своји партии кои одлучуваат за многу процеси. Едниот темплейт, условно кажано, една матрица на политичка култура се базира на таа перцепција која се влече во политичката линија преку десницата и која трга од некаква претпоставка дека подобро е да имате некаков просветлен авторитаризам отколку комплетна нерегулирана демократија во општеството, односно дека нема многу антрополошки оптимизам во таа перцепција дека луѓето можат сами да се владеат, односно тргнува од претпоставка дека е подобро луѓето да бидат владеани дури со цврста рака во одредена мера, со цел општествата да напредуваат. Овој модел можеби е помалку демократски, можеби на многумина не им се допаѓа, можеби некого навредува, што некој сака да биде воден на тој начин. Тоа многу пали кај луѓето, бидејќи очигледно 50 години или 60 години од просветниот авторитарец наречен Јосиф Брз Тито не беа доволни. Така да мене ми е малце таза чудна, кога некој ќе ми вика овде немало доволно период на просветлена такво лидерство, просветлен абсолютизам некаков или барем авторитаризам, кога ние 60 години имавме токму таков систем. Евидентно тоа не било доволно, евидентно тоа створило навика кај луѓето да така се владее. Значи да се комплетно окупираат сите економски процеси, политички процеси, меѓутоа овие режими што функционираат на овој начин покажуваат огромни економски резултати. Економијата се покажува како гранка на општеството кој е многу подобро да имате јасни линии на разграничување. Таа можеби понекогаш помислувам, а постојат и такви студии кои може тоа попрецизно да го покажат, помислувам дека некогаш ефикасната економија не сака премногу демократија. Тоа е многу чуден една чудна закономерност на која доправа ќе треба да се пишува и да се твори, да се изведуваат некакви корелации, заклучоци и останува отворена тема за дискусија. Од друга страна, таа десна енергија обележена со една силна национална енергија, силна национална обоеност,
не претерана желба за компромис на тие теми, доста чувствителност на тие теми, што е до некаде разбирливо, каде што нацијата се гледа како фокална точка на припадност на луѓето. И таа десница, например, на Балканот прилично секаде иста. Кој така безбедно, оно дефинитивно на луѓето им го пружа како сатисфакција е тоа чувство на припадност и чувство на некаква известност. Од каде доаѓаат, кои се, што се и така натаму, што на луѓето на Балканот во суштина им се допаѓа. Тоа е врзано за политичката култура и она што се нарекува избегнување на несигурност, така? Затоа што луѓето во принцип сакаат конзервативната свест на луѓето на Балканот, во принцип сака она што секоја конзервативна свест сака. Известност и дефинитивност. Значи, професорот Илиевски многу добро тоа го кажа на наша меѓусебна дискусија. Вели, ако си човек кој е склон кон тоа да мора да има известни во животот исходи, известни да она што го знае да мора да биде факт, да не остава простор за многу дебата, не може да функционира на база на отворен дискурс, него мора да има дефинитивност и онда си ти конзервативен по природа. Ако не можеш да живееш со неизвестност, ти си конзервативен по природа. Другава струја, да ја опишеме, таа да наречам глобалистичка, некои ја нарекуваат, тоа може да биде и пежоративно и пофално, тоа е доста контраверзен термин. Антисуверенистичка некои пежоративно ја нарекуваат, космополитска некои ја нарекуваат и така натаму, еврооптимистична некои ја нарекуваат, е повеќе врзана за таа лево-либерална енергија во општествата. Иако во Европа зборот либерално многу почудно се користи него во Америка, ајде да речеме дека тоа е некоја лево-либерална енергија, која од една страна не функционира на база на ваква известност, него функционира на база на некакви отворени процеси, како на давањето на Европската унија во овој момент и нејзиното редефинирање. Функционира на база на повеќе апсолутизација на концептот на граѓанство отколку на нација, кој концепт кај нас, например, на населението не му нуди доволна сигурност и безбедност. Тоа граѓанин им е некако неодредено. Што е сега јас да бидам граѓанин, како моите индивидуални карактеристики како македонец, православен или албанец, муслиман и така натаму се прелеваат во тоа граѓанство и така. Има Джозеф Рас тука одговор, ќе зборуваме по предметот политичка филозофија и за таа проблематика, каков е тој сооднос помеѓу функцијата граѓанин или позицијата на граѓанин и позицијата на приватна личност и колективните карактеристики кои се прелеваат, нели, тоа културниот идентитет кој е дел од твојот индивидуален идентитет, меѓутоа дава предност повеќе на овие процеси кои се врзани за избори, изборна демократија, покажува за нијанса послаби економски резултати во однос на овој и се базира во однос на првиот модел кој го анализирав и се базира на некаков понекогаш дури непокриен еврооптимизам, за жал, каде што во принцип Европската унија се перцепира како крајна цел или се перцепира како цел кон која треба да се стигне. Јас тоа не го спорам. Оно што во принцип не сакам да се прави кога се водат дебати на било која тема, не сакам кога се абсолютизираат овие концепти. Дури мислам дека и оваа лево-либерална енергија не е виновна за таа фетишизација на Европската унија. Напротив, мислам дека фетишизација на Европската унија како некаков апсолутен спасител не е ништо друго, туку метаморфоза, односно трансформација на митот за спасителот кој десницата го гледа во принципот на националното. По мене едното и другото е, ако смеам да се изразам слободно, ќе извините на профаниот јазик, тешка глупост. Значи, двата мита се апсолутно тешка глупост. Заради тоа што нити Европската унија може тебе да те спаси да биде некаков Тоа е сојуз на држави. Со сите своји недостатоци. Со сите своји преговараат, како што дискутираме, читам дека преговараат Меркел и Макрон со оние, нели, финансиски скржави, Австрија, Шведска, Финска, Холандија и така натаму, кои не сакаат да учествуваат во пакетот на СВАС во наредните 3 до 7 години, меѓутоа се договориле, Сабајле прочитав убава, се договориле, тоа е еден процес кој ќе има проблеми секогаш. Некој ќе излезе, некој ќе влезе, друг ќе се приклучи. Така да мене не ми е воопшто блиска таа фетишизација на Европската унија како нешто. Не, тоа е сојуз на држави кон кој ние треба да подобре да бидеме внатре отколку надвор, евидентно, и кон кој треба да се стремиме. Дали треба да паѓаме несвес зашто тоа постои? Не треба. Меѓутоа мислам дека таа теза на фетишизација ја подметна во јавниот дискурс десницата во Македонија. Зошто? За да се создаде некакво митолошко чудовиште кон кое ние сега сите треба да се поклониме,
Односно да се создаде некаква перцепција дека Европската унија е некаков спасител. Не. Европската унија е она што ќе направите да биде. Кога ќе влезете у неа. И тогаш ќе мора да работите и тогаш нема да се разбудите со 5000 евра во џебот. Така? Од друга страна, тоа е повторно трансформација на таа фетишизација на некаков спасител, на митот за спасителот во политичката митологија, кој на пример во десницата најчесто се гледа преку силен лидер, преку концептот на националното, преку она што во политичката митологија се знае, нели, митот е настапува пред рационалното. Вие националниот мит не смеете да го оспорите, дури кога е полн со лаги. Го сретнав шетајки професорот Владо Поповски, кој не е веќе пензиониран по долго време, и ми кажа дека во интересна работа ми кажа колку е таа политичка митологија интересна, варлива и релативна категорија, апропо оваа прва политичка култура или една од двете големи политички култури во Македонија. Например, тој уловил во овие преговори меѓу Македонија и Бугарија тези кои на наша страна биле плетен историски фалсификат. Една конкретно, некаков цитат од кој во никаде не постои, и ми кажуваше дека тој проверувал дека таков цитат од Гоце Делчев нема. Меѓутоа многу повеќе уловил на бугарска страна и фалсификувани документи и фалсификати во смисла на она што бугарските историчари го изнесуваат во однос на македонската нација. Што значи дека помалку или повеќе кога зборуваме за оваа десна политичка енергија, вие во принцип тоа е повеќе емотивен набој отколку што е некаков рационален процес кај сите нации, не само кај нас. Не само кај нас. И затоа тој не смее да биде кога ги отварате овие процеси, затоа се они толку болни, затоа толку ги поларизираат луѓето, затоа толку имате отпор, затоа имате такова конфликтност во јавната сфера, затоа што велат they precede reason, односно доаѓаат пред разумското. Тие се емотивни, когнитивни на ниво на перцепција, но не мора да бидат точни вистините. Никој тоа не го преиспитува доколку политички не му одговара. Еве бугарите, според професорот Поповски, имаат изнесено еден куп на неточни тврдења, дури фалсификувани документи кои во реалност не постојат. Дали тоа ќе стигне на председателот на нашата комисија која преговара со Бугарија, што тоа ќе значи, каква импликација ќе има врз самиот процес, тоа останува да се види. Меѓутоа, јас не сакам кога ниту таа десна, ниту таа лево либерална политичка енергија кога вршат фетишизација на одреден концепт кон кој ние треба да се стремиме. Политиката треба да биде многу повеќе приземна по мене, многу пореална и да многу поедноставно преценуваме што е во еден момент политички слабо или добро за нас. Тоа не секогаш е лесен процес и не секогаш води кон среќен исход, особено во однос на позиција на нацијата внатре. Преспанскиот договор тоа го покажа дека е невозможно да направите големи помаци во општеството, големи движења без некоја од страните да биде незадоволна или да биде несрекна со таквиот исход, иако јас мислам дека одредени процеси во последно време во државата се повеќе чин на политичка нужда отколку што се чин на некоја наша позиција во која сме можеле претерано да бираме. Сега веројатно и ова некој би го оспорил и би го скоментирал како неточно, сосема легитимно. Меѓутоа јас искрено така размислувам. Се доведовме во една позиција каде што загубивме на добра декада во обидите да со погрешна политика комплетно испаднеме попаметни од Грција. Во тоа не успеавме и плативме одредена цена затоа што меѓународната политика функционира така. Се покажа дека ние секој нареден пат во преговорите со името добивавме се полоши опции, дека тоа во еден момент мораше да застане бидејќи не се надзираше никакво решение, а државата тонеше во некаков, дури не е тоа ни рецесија, туку е статус кво кој можеби полош од некаква политичка рецесија која би го зафатила општеството. Нормално многу луѓе не логицираат вака, тоа не име промената општествена во таа смисла приоритет. Дури за луѓето кои размислуваат како мене излезе на пежоративна квалификација дека сме политички реалисти и дека сме тоа со наводници реалисти. Јас тоа не го сваќам како дисквалификација, јас тоа го сваќам како единствен начин да реално ја прецените политиката. Све друго е символика, се емоции и се друго не помага практично да општеството оди напред, туку напротив помага само за некаква инстантна психолошка сатисфакција на луѓето, кога е на долг рок не значи апсолутно ништо. Јас мислам компетентен популист и често плаќам цената за жал за тоа. Да, мислам дека некаде на почетокот на интервјуто ја спомнавте таа теорија за politics in disgust, па од тука
како некој follow-up на прашањето за политичка култура, кај нас сите се бесни на политичарите, за луѓето сите политичари се корумпирани, ништо не може да се смени, сите се исти и нон-стоп влеваме во тој круг кај што луѓето во голем процент не гласаат за, туку против. Па тука зошто е таков однос кон политиката и дали може тоа да се промени во блиска иднина кај нас? Дали може да се промени, многу добро прашање. Јас сега веќе 30 години чекам да се промени, некаде кога бев и помлад од вас, од она што сте вие сега. И некако не се менува, да ти кажам искрено. Не гледам дека има некаков квалитативен помак во таа смисла. Напротив, мислам дека сега општеството е пополаризирано и полошо поларизирано отколку што беше тоа во 2000-тите или во 90-тите. Во 90-тите и 2000-тите поларизацијата беше јасна, она беше етничка. Јас сум често велам дете растано во 57-ца, кој беше еден од најмултиетничките автобуси, стално избива некакви конфликти, тепачки, стално имаше некаква поларизација, префрлање, меѓутоа она беше јасна по етнички линии и помалку или повеќе имаше нормализација на тој дискурс. Некако беше нормално македонците и албанците да не се согласуваат. Сега таа меѓуетничка дистанца падна втор план во однос на тоа што се случува внатре во самите етнички заедници. А има своја некој нус продукт да тоа да самите две етнички заедници можеби се приближија малце, заради тоа што се види дека суштина политичките линии на разделба, тој политички расет во општеството, веќе не оди исклучиво по линија на етничките заедници. Напротив, он оди длабоко внатре во нив. И од таа смисла Politics of Disgust има своја генеза на овие простори. Една генеза на што се нарекува path dependency. Често моите постари професори знаеа да кажат, знаете, власта никогаш не била наша, ние не сме навикнати да се владееме и ќе треба тоа да го научиме. И има еден, тоа ми стои во докторатот, помнитон има еден хрватски колега мој, политолог, дворник, кој вели, ние всушност имавме актери без општество. Имате актери кои сакаат некоја општествена промена, пременот, не знам, комунизам од социализам во некакво капиталистичко либерално општество, меѓутоа воопшто не знаат како тоа треба да изгледа затоа што немаат никакво историско искуство со тоа нешто. И тоа е првиот дефицит кој политиката го ствара во самата во самиот почеток на овие политички транзиции кон демократија. Имате општество кое не знае како тоа треба да изгледа. Learning by doing, така? Неопитно општество, неискусно, кој не знае што треба да биде крајната цел на создавање на граѓанско општество, либерална демократија, пазарна економија и така натаму, при што не успеавме тоа нешто, особено во економскиот дел, да се претвори во општа плячка. Имавме многу нелегитимна приватизација, многу грда приватизација, со најгрдиот можен модел, кој создаде нелегитимен капитал, кој создаде фрустрација кај луѓето и гнев. По таа фаза на првобитна акумулација на капитал, продолжи фазата на второбитна акумулација на капитал, која беше она тендерашката акумулација на капитал, да се доплячка тоа што имаше да се плячка. И у принцип ваквите општества ги нарекуваме општества со екстрактивна економија. Што значи екстрактивна економија? Ова го повторувам стално дека е многу важна одлика на сите транзициони општества. Екстрактивна економија кога јавните фондови, јавните пари гледате да ги направите приватни пари. Дали ќе биде преку приватизација, дали ќе биде преку корумпирање на тендери, јавни набавки, дали ќе биде некој трет модалитет, вие суштина гледате јавните пари, државните пари да ги направите приватни. Нелегитимно покажало дека ваквите општества биле неуспешни проваѓања историјата. Оние кои се базирале на екстрактивна економија. Еднаш во принцип можете да станете богаташ ако тоа држава негова мина или ако тоа не се фондови кои вие од буџетот практично сте ги присвоиле на еден или трет начин. Дали е тоа Скопје 2014, дали е тоа некаква криминална приватизација, дали е тоа некој трет модалитет, меѓутоа така се доаѓа до богатство од држава. Од таква ситуација каде што огромен број на луѓето се транзициони губитници, а многу мал број се транзициони добитници, така, winners and losers, вие не можете да имате поинаква атмосфера осим politics of disgust или политика на гадење на луѓето од политичкиот процес. Зборот политика стана нешто перверзно, расип, неубаво, корумпирано. И политичарите својски се трудат да докажат дека е тоа така. Она што му се случува на Борисов во Бугарија е токму резултат на перцепираниот негов брак со бугарските олигарси и мафијата, на кои на луѓето веројатно им доено веќе до глава, така, веќе им доено до нос, да гледат како нивните пари се расипуваат во некакви корумпирани сделки. Колку е тоа вистина, јас не знам. Јас не следам Бугарија толку
да речам интензивно или секојдневно. Претпоставувам дека има тука во приказната многу варијабли кои ние во Македонија не можеме да ги видиме, меѓутоа тоа е најочигледниот пример на оно што го зборувам. Луѓето сакаат некаква промена во таа смисла. Кога бараме и кога барат алтернатива, јас имам само една работа да им кажам: да внимаваат што посакуваат. Да не испадне лекот поскап од болест. Само тоа ќе го кажам. И во таа смисла треба да бидеме многу предпазливи што очекуваме од политичкиот процес, како го перцепираме, независно колку сме разочарани, да внимаваме да не направиме поголема грешка од онаа која веќе ја правиме. Тоа може да не чини многу скапо, односно да не препознаеме социјална демагогија, да не препознаеме опасни популистички вибрации во општеството и кон истите да подпаднеме само затоа што ни треба некаква психолошка сатисфакција дека ете имаме потреба да казниме одредена политичка елита, на начин на кој можеби ВМРО СДС помалце на овие избори беа казнети со падна довербата кај граѓаните, иако ја свела малце се претерува со тој аргумент, короната сепак си го направи во голема мера своето. Така да јас не гледам како по вакви исцрпувачки економски процеси кои траат 30 години, самиот модел е исклучително лош, како луѓето да чувствуваат нешто друго освен гадење. Тоа е плодно тло за популизам, тоа е плодно тло за многу негативни развитија, меѓутоа со тоа треба да се позабават и мејнстрим партиите, оние кои се најодговорни, пред се ВМРО и СДСМ, кои ќе мора сериозно да стават прст на глава дали во некои делови ќе мора сериозно да ги преиспитаме општествени и основските процеси во општество, како тие одат или ни барем малце помалку очигледни некои работи да бидат кога се прават, затоа што е мала држава, луѓето брзо да знаат што се случува, не можете многу да сокриете. Ќе видиме, тоа веројатно ќе биде долгорочна тема, нема да запре во овој момент. Така да politics of disgust е многу лесно да им продавате на луѓето, да бидејќи тие секако веќе се чувствуваат згрозени од политичкиот процес и не е тоа проблем на Македонија, тоа е проблем веројатно на цела Европа во овој момент. Лажните вести, полувистините си го одработуваат своето, се долева масло на огнот кој секако веќе гори и имате една општо будење на популистичките движења, особено во општеството кои имаат предизвици со мигрантската политика, со примањето мигранти и така натаму, а кај нас е резултат на едни сосема други поинакви процеси кои можеби веќе кажуваат дека мејнстрим демократијата како и секаде на глобално ниво после 30 години доживеа апсолутен умор, кај нас замор, во смисла на таа некој бинарно функционирање помеѓу левицата и десницата и дека можеби луѓето ќе се приклонат кон барање на алтернативи, независно дали се тие добри или не. Понекогаш и лошите алтернативи изгледаат подобро отколку нели мејнстрим политичкиот процес, но таквата загроза постои секаде, таквата тенденција постои секаде, иако најчесто овие популистички партии се подобри во опозиција отколку на власт. Во принцип, кога ќе дојдат на власт се гледа дека они немаат одговори. Они имаат многу провокативни прашања, они имаат многу провокативни критики, кои се често многу и на место, кои се често многу точни, меѓутоа тоа не е доволно за политичкиот процес. Вас ви требаат и решенија. Сме добри во критикување, не секогаш сме добри во наоѓање на решенија, исто така и во ветување сме одлични, во реализацијата малку помалку. Да, би сакал последниот дел од ова епизода да го отворам со едно прашање и разговор во однос на изборните единици или изборниот цел систем во поглед на изборните единици. Па пред изборите имаше некоја дебата во смисла на тоа да се воведе една изборна единица. Па ме интересира ваш став по можноста да се постигне политички договор по тоа и дали треба да имаме таква изборна единица кај нас. Симулацијата покажа дека Донтовиот модел вака расцепкан на 6 изборни единици не ги фаворизира малите партии. Малите партии може да дојдат до места во предизборни коалиции. Значи, немаме ние проблем со плуралноста на парламентот. Малите партии можат во предизборни коалиции да влезат со големите заедно, иако тоа е некаков индиректен легитимитет. Многу подиректен легитимитет е она што се случи во случајот на левица на овие избори, да влезете директно и во еден ваков тежок Донтов модел до своите два пратеници не е мал подвиг, условно да кажам. Независно дали јас се согласувам со нивната политика, не се согласувам, има делови каде што сериозно не се согласувам, има делови каде што можеби за некои работи имаат право, некои критики навистина држат вода, но независно од мојот индивидуален став кон нив,
Јас навистина сметам дека голем подвиг во ваков Донтов модел, на 6 изборни единици разбиен, да постигнете добар резултат. Се покажа дека доколку би била една изборна единица, левица би имала 5 пратеници. Интегра 1, сада се МВР помалце. Мене ме маца заморно да зборувам ова од една проста причина. Ако кај големите играчи, СДСМ, ВМРО и ДУИ, нема желба, ако ги фаворизира овој модел, он нема да се смени. Можеме ни, иако СДСМ покажа декларативна волја, колку беше тоа искрено, јас не можам да кажам, тоа само они си го знаат, покажа декларативна волја тоа да се менува. Дека би прифатиле една изборна единица. Меѓутоа, ја искрено мислам дека се додека на големите играчи им одговара ваквата фаворизација, кај што добиваш 2-3 пратеника плюс, затоа што го собираш оној преостанат количник кој практично не значи ништо за другите партии, односно печалиш, да речем условно кажано, од начинот на кој се делат мандатите. До тогаш јас мислам дека нема да се смени, иако е некоректно да партија со 37.000 гласа освои 2 пратеника, партија со 70.000 гласа освои 12. Тоа нема никаква логика, не прави никаква, елементарно не се пресликува волјата на луѓето, дали она добра, лоша и така натаму. Не го коментирам тоа е една друга дебата. Меѓутоа волјата на луѓето не се пресликува на начин на кој пратеничките места ги пратат гласовите. Значи со Донтовиот модел нешто мора да се менува. Дали сум јас искрено за една изборна единица? Да, сум. Дали сум за отворени листи? Имам мој сомнеж дека тоа би бил пресложен модел за капацитетот кој ДИК го има и генерално не сум сигурен дека е до толку добра идеја во овој момент. Некако таа дебата за отворени листи се наметна како онака како да кажам, како дебата во која не смееш да бидеш против. Мислам многу чуден дискурс има како си против не крај. Ја искрено не сум претерано за, затоа што мислам дека страшно ќе се усложни политичкиот процес, а ние не имаме добро многу сложени модели. За една изборна единица сум. Значи тоа по мене не е лоша идеја. Подобро би се одликала дета на луѓето во мандати. Не биде и полесно и за пресметка, поедноставно, побрзо ќе излагаат финалните резултати и така натаму и така натаму. Дали мислам од реал политичка гледна точка дека ова ќе се случи, мислам дека нема да се случи. Заради тоа што на големите играчи ова не им одговара. Вие мора да имате волја за промена на политички да се изгласа нов модел во собрание, така за тоа ви треба адекватно мнозинство, а додека тоа мнозинство го сочинуваат ВМРО, СДС и ДУИ, на кој им одговара ваквиот изборен модел, ја мислам дека до промена на изборен модел нема да дојде. Значи јас сум за, но не сум оптимиста дека тоа ќе се случи. За отворени листи веќе имаме една голема задршка во однос на капацитетот. Да, тоа звучи многу демократски, изгледа многу добро, но мислам дека ќе го усложни до таа мера изборниот процес кај нас, што повторно ќе имаш да се навратиме на прашање шпекулации дали се добро пресметани, ќе треба многу поише капацитет, ќе треба многу посложени операции да се извршат и веќе тука можеме да навлеземе во на еден лизгав терен каде што сите резултати од изборите кога би имале отворени листи можеле да се стават под некаков микроскоп и да се перцепираат како нелегитимни, па тоа не е добро пресметано, па не, да не усложнуваме работата на долг рок. Ајде да разговараме за отворени листи од која ќе добиеме една изборна единица. Па да ги отвориме сите. Имаше написи кои ми ги сподели професорот Близнаковски од Институтот за социолошки, правни и политички истражувања, кои суштина кажуваат дека отворените листи стимулираат еден специфичен поинаков тип на клиентелизам. Знаете што стимулираат отворените листи? Ставате луѓе се добри за демократијата, туку луѓе кои се познати. Има во Италија едно такво истражување, кој докажал, тој баш интересен напис, сега се сетив на него, мислам од италијански автори дека беше, во кој се докажува дека отворените листи практично стимулираат ставање на листи на луѓе кои се шоумени, пејачи, познати бизнисмени и така натаму. Правите уствари со отворените листи, постои опасноста да направите естрадизација на политиката. За на луѓето она што ќе го прочитаат, ќе видат на вашата партиска листа да им личи привлечно. И плюс стимулира втората точка на критика во тој напис беше стимулирање на индивидуален клиентелизам. Не иде партијата сега да дели не знам упалјачи или кафе или локум или не знам да ти ветува нешто, туку индивидуалци од отворената листа кои се моќни доволно финансиски, одат и лобираат практично да вие ги гласате во рамките на се индивидуализираат тој процес на некаков предизборен клиентелизам, предизборно додворување на електоратот и така натаму и така натаму. Така да не се нуни баш решение на сите проблеми. Они ми е страв да не отворат поише проблемот колку што ќе решат.
А една изборна единица, боже мој, да видиме дали ќе постои некаква минимална политичка волја за такво нешто. Јас некако се сомневам. Јас сум секогаш благ песимист за да не излезам премногу разочаран од процесите. Професор, мислам дека овде може да превршиме со разговорот. Ние секој еден гостин кој ни доаѓа на подкастот, последно прашање, како традиција веќе ни стана е препорака некоја да ни дадете. Дали тоа би било книга? Знам вие филмови доста препорачувате на предавањата. Па така би го завршил разговорот со вас. Јас го изгледав повторно скоро цел опус на Кјубрик. Секогаш ме фасцинира. Не е баш во корона криза, неговите филмови не се баш секогаш не раѓаат оптимизам и не раѓаат, да речам, како да кажам, не раѓаат баш секогаш позитивни емоции, некои нешто многу тешки за гледање. Меѓутоа секогаш го препорачувам опусот на Кјубрик. Посебно да речам неговите најпознати остварувања Сјаење, кој за мене е гениален филм. Потоа го препорачувам Очи широко затворени, кој навидом зборува за сексуалноста кај луѓе, меѓутоа исклучително политичка порака, како знаете како политиколог да го евалуирате филмот. Зборува малку за човечката природа и незините темни ќоршиња, условно кажано. Тоа е секогаш нешто што ја сакам да го испитувам како политолог и на ниво на индивидуална и на ниво на колективна психологија. Затоа и се бавам со политичка култура во крајна линија и секогаш го препорачувам Пеколен портокал. Еден прекрасен дистописки филм кој укажува на, ако ништо друго, на најповршно ниво, укажува на опасноста од верување премногу во политичкиот систем. Колку год да некогаш ни се чини дека луѓето се скептични, премногу склони кон теории на заговор, сепак мораш да имаш одредена доза на скепса кон тоа како може да политички систем прерасне во еден што вели Зигмунд Бауман паноптикон кој те гледа, следи, секогаш прати. Тоа не значи дека треба да станеме параноични, тоа само значи дека треба да станеме предпазливи, да станеме попартиципативни и веројатно малку по-критични кон политичкиот процес, без тоа да предизвикува некакво гадење. Критиката треба во крајна инстанца, ако сакаме да даде некаков резултат, да биде конструктивна. Филмовите на Кјубрик ја разголуваат есенцијата на човечкото битие, најпримитивните нагони, сексуалните, агресивните, нагоните за одбрана, за самозаштита, за самопрезервација, и се во таа смисла имате една исклучително примордијална жица, која не на секого би му се допаднала. Затоа и реков дека се доста специфични, затоа и реков дека се доста символично оптеретени. Треба да знаете да ги процесирате филмовите на Кјубрик, а постојат и ред други работи, полесни содржини кои би можел да ги препорачам во оваа смисла, меѓутоа нели со цела да речам со цел ризик да бидам погрешно сватен и да бидам прогласен за малку така по профан тип, препорачам да се насмеете малку со Бруклин Nine-Nine. Мене так брзиот хумор на Енди Семберг исклучително ми одговара. Брз експлозивен хумор, епизода по 20 минути, заедно со утринското кафе, малце да си го подигнете расположението, тоа сепак во едно вакво малку тмурно време и време на социјална дистанца ни е потребно и во секој случај можете да, барем ако ништо друго, да погледнете како тоа се прави. Имам и еден куп други предлози кои во овој момент ми текнуваат, меѓутоа не би сакал да одам понатаму, нека луѓето ги прегледаат овие содржина за кои зборував до сега, па понатаму може и нешто повеќе да разговараме. Јас се радувам на некои нови остварувања кои ги чекам да дојдат или нели на овие сервиси за стримување или ќе најдеме алтернативни начини да ги најдеме. Така да ќе погледнеме. Да, уште еднаш професор ви благодарам за одвоеното време, па се надевам дека наскоро ќе може и во живо да се дружиме, што на факултет, па и да ни гостувате во живо во емисијата. Јас некој ако сакаше да смислим поефективна казна за мене од ова што се случува со короната, не може, а тоа е да те депривира од жив човечки контакт. Јас сум и како професор и како човек сакам контакти со луѓе со кои се согласувам и со кои не се согласувам. Сакам да разговарам и сакам тоа да биде во живо, не само онлайн, така убаво е вака за подкаст, меѓутоа потребна ни е социјализација. Само се надам дека
брзо ќе се вратиме во некаква нормала и дека ќе можеме да се видиме по различни прилики.